На почеток на овој дневник преубава вест за која ќе се погрижи општина Штип. Од наредниот месец за 52 дечиња на самоохрани родители престојот во штипските детски градинки ќе биде бесплатен. Денес штипскиот градоначалник Благој Бочварски ја промовираше новата мерка за која се издвоени над 350.000 динари од општинскиот буџет. Со подпишување на договор помеѓу општина Штип и двете детски градинки, за 52 деца на самоохрани родители престојот во градинка ќе биде бесплатен. Денес градоначалникот Благој Бочварски ја промовираше новата мерка, која ќе стартува од наредниот месец. Општина Штип од својот буџет издвојува 351.000 денари до крајот на оваа година, до декември месец, до 31 декември, да оваа мерка ја исполниме. Овие средства се обезбедени од буџетот на општина Штип, така што од програмата за социјална заштита, во која што имаме средства, ги издвојуваме овие средства токму за оваа категорија на дечиња да можат бесплатно да посетуваат детска градинка. Со новата мерка ќе бидат опфатени 18 деца од градинката Астибо и 32 од градинката Вера Циривири Трена. Ќе бидат опфатени деца кои што веќе посетуваат градинка. Значи тоа се деца на самоохрани родители, но кои што веќе се запишени во градинка. Во наредниот период ќе се започне и постапка за нови вработувања во двете детски градинки. Најголем број на вработувања ќе има во Астибо, каде што треба да се вработат 16 лица. 11 од нив веќе работат во оваа институција, а 5 ќе бидат сосема нови вработувања. 9 се предвидени за детската градинка Вера Циривири Трена. Јас добив информација дека има одредени согласности од Министерството за труд и социјална политика. Таа одлука набрзо двете директорки ќе ја донесат, верувам, и дека целата постапка е во тек. Инаку, мерката за бесплатен престој на деца на самоохрани родители во детските градинки беше дел од предизборните ветувања на штипскиот градоначалник. Штипските наставници и воспитувачи денес се запознаа со интернет платформата која им нуди да прават заеднички проекти со наставници од Европа. Представници на Агенцијата за европски образовни програми и мобилност денеска на воспитувачките во детските градинки и наставниците во основните и средни училишта им ја презентира интернет платформата со која што може да прават виртуелни проекти. Мила Протугер Анастасова, вработена во Националната агенција, вели дека интернет платформата е програма на Европската комисија и како што појаснува таа, ова програма е еден вид на Facebook, односно мрежа за наставниците. Значи, имаат можности да прават виртуелни проекти со други наставници од други земји од Европа, односно преку потребни им компјутер, нели, да соберат таа група на ученици, самиот наставник или да собере таа група на ученици, се поврзат со наставници од друга земја, да направат проекти заеднички на различни теми, дали е тоа за Великден, дали е тоа за Нова година и така натаму. Тие веќе и онака прават постојано проекти самите наставници. Ова е се еден начин да го стават тие проекти да ги концепираат во оваа платформа. Оваа алатка е бесплатна за наставниците. За секој од проектите може да добијат и интернационални сертификати. Платформата овозможува на наставниците да следат и бесплатно семинари, од кои добиваат и сертификати. По повод деновите на Универзитетот Гоце Делчев во фајето на Центарот за култура Ацо Шопов отворена е изложбата насловена Градот Баргала. Автори на изложената уметност се студентите од Ликовната академија. Изложбата Градот Баргала, преку четката и моливот на студентите од Ликовната академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип е отворена во фојето на Центарот за култура Ацо Шопов. Оваа изложба е резултат од едукативните работилници кои Ликовната академија од Универзитетот Гоце Делчев ги реализира заедно со Факултетот за образовни науки и со Факултетот за археологија. Тука заедно со Ликовната академија и Факултетот за образовни науки. Интегрираниот пристап во образованието, педагогијата покажува дека вродува со плод. Оваа изложба е резултат на една заедничка активност која беше реализирана минатата пролет, заедно со студентите од Ликовната академија, а со изворедно голема и квалитетна поддршка на катедрата по археологија,
Направивме една едукативна работилница во природа во градот Баргала, каде што реализиравме повеќе активности. Меѓу многуте активности од еколошки карактер, од дидактички и методички карактер, беа и активностите цртање во природа. Иновирањето на наставниот процес, како и оспособувањето на студентите во практична примена на знаењата, представува една од целите на студентските програми на Факултетот за ликовна академија. На локалитетот Баргала, студентите имаа можност да насликаат изворедни дела. Изложени се 19 дела на студентите. Резултатот можете да го погледнете овдека, во оваа сала, во вид на слики и цртажи на нашите студенти, се надевам дека ќе уживате. Целта на оваа изложба, реализирана преку работилница, е тоа што студентите можат да се стекнат со практични вештини кои ќе можат да се имплементираат во нивната понатамошна работа. Минатата година работевме на локалитетот Баргала. Благодарна сум многу на универзитетот што ни ја пружи оваа можност заедно со моите колеги да бидеме на тоа место, да работиме заедно, да слушнеме приказна за самиот локалитет, историски факти, и ни беше огромна чест и задоволство што бевме присутни, што можеме да сме овде на отварањето на оваа изложба. Изложбата на студентите од Факултетот за ликовна уметност е во рамки на настаните кои се реализираат за деновите на студентите при Универзитетот Гоце Делчев. Превирања во рудникот золово и цинк Саса, Македонска каменица. Над 300 рудари од рудникот Саса од утринава почнаа да протестираат. Рударите се дел од локалниот огранок на мултиетничкиот синдикат за образование. Имаат повеќе барања, но не отстапуваат од барањето за повисоки плати. Од рудникот Саса и во денешново соопштение не отстапуваат од ставот дека огранокот на мултиетничкиот синдикат за образование за нив не е легитимен, бидејќи не доставиле доказ дека ги представуваат вработените во рудникот Саса. Околу 300 рудари од најголемиот рудник за олово и цинк Саса, кои се дел од локалниот огранок на мултиетничкиот синдикат за образование, од денеска почнаа со протестот. Од автобуската станица во Македонска каменица тргнаа пешком на рудникот, застанаа на локалниот пат кај местноста викана Павлиш дол. Ги препуштаа само возилата на жителите, но не и автобусите и камионите на рудникот. Бараат да преговараат со менаџерскиот тим, не отстапуваат од барањето за зголемување на платите, бидејќи како што велат земаат подпросечен личен доход. Сметаат дека се репрезентативен синдикат за рударите, а доказите ги доставиле и до институциите. Рударот више изеда и нема каде. Нашите деца се гладни. Луѓето стравуваат за своите работни места. Бараме и апелираме до менаџерскиот тим, до институциите да помогнат оваа работа се разреши. Секој саат што не работи рудникот се ствараат проблеми горе во рудникот. Да не си поигруваат со рударите. Рударот Ване Насковски, кој со дампер, голем рударски камион, ја пренесува рудата од јамата до флотацијата утринава, завршувајќи ја третата смена, им се придружи на своите колеги на протестот. Не само јас, сите овие се виши члените и се пристапени во новата синдикална организација. И само да направиме нашите пари како се трошат. На нас на 28 кога ни ден на општината и ден на рударите ни се доводи Цеца, Лепа Брена, кои се одлеваат по 100.000 повише евра. А ние рударите ништо немаме од тоа. Шо има ќарни од Лепа Брена, од Цеца, од сите други уметнични. Не ни треба. Или огномети по 50.000 огномети. Нашите пари се горат пред нашите очи. А за нас рударите минимални плати. Менаџерскиот тим на рудникот Саса останува на својот вчерашен став за легитимноста на огранокот на месо, кој како што велат не им доставиле докази дека ги представуваат вработените. Согласно одредбите од Законот за работни односи, протестот организиран од локалниот огранок на месо е незаконски. Рудникот Саса досега имаше одлична соработка со вработените и нивниот легитимен синдикат, кој е дел од СИЕР, Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство, зашто доказ се досегашните постигнати резултати во безбедноста при работа, платите кои се двојно поголеми од просечните плати во земјава и вложувањата во нова технологија и подобри услови за работа.
Раководството на САС забележува дека согласно законот двата синдиката и на СИЕР и на МЕСО треба да состават заеднички тим за преговори и да отпочнат со процесот на медијација. До сега овие чекори според нив не се преземени. Рударите не отстапуваат и дење и ноќе ќе бидат на локалниот пат. Во текот на денот се очекува и средба меѓу раководството на САС и првиот човек на ССМ Дарко Димовски, по чија закрила се ограноците на СИЕР и на МЕСО. Рударите протестираат и бараат повисоки плати, а во продолжение на вестите што бараат тутунопроизводителите. Тутунарите го подготвуваат расадот за новата реколта на тутунот. Тие бараат покрај зголемените субвенции за новото производство да се зголеми откупната цена за 20% поради поголемите трошоци. Тутунопроизводителите бараат од откупувачите за 20% да ги зголемат откупните цени по класи и типови на тутун за реколтата од 2018 година, заради зголемените трошоци за производството и подобриот квалитет на родот. Годинава тутунарите се задоволни од проценката на квалитетот на тутунот и од зголемувањето на субвенциите. Според нив, со поголемите субвенции за повисоките класи ќе се зголеми и квалитетот, со што ќе се стимулира и производството на поквалитетен тутун, кој ќе им донесе поголема финансиска поддршка од државата. Ланската реколта беше откупена по просечна цена од 217,5 денари по килограм, а сега тутунарите сакаат просечната цена годинава да биде 244 денари. Издавањето евидентни листови или така наречените бели картони за новата реколта е до крајот на март, а според законот до 10 април треба да бидат склучени и договорите со монополите. Од управата за јавни приходи подсетуваат дека утре истекува рокот за годишната даночна пријава. Граѓаните да ја исполнат законската обврска доколку не сакаат да се соочат со предвидените казни кои изнесуваат од 300 до 500 евра во денарска противредност. Утре истекува рокот за годишна даночна пријава. До сега до управата за јавни приходи се поднесени на 334.000 пријави. До утре се очекуваат уште 100.000 граѓани да ја исполнат својата обврска. Утре е последниот рок до кога граѓаните кои оствариле екстра приходи треба да ги достават годишните даночни пријави. Управата за јавни приходи ги повикува граѓаните да се исполни законската обврска, во спротивно ќе следуваат предвидените казни. Од управата за јавни приходи подсетуваат, пријавите освен на даночните шалтери може да се поднесат и преку пошта и преку електронската страница за даноци за регистрираните корисници. Одеме со другите теми. Минатата година се зголемил бројот на возачи кои возеле нерегистрирани возила, но и на оние без возачки дозволи. Бројот на поднесени барања се зголемил за 6, односно 8% во однос на претходната година. На патиштата на истокот се вози без возачка дозвола. Тренд на зголемување на бројот на вакви случаи регистрира полицијата. Дури за 6% се зголемил бројот на поднесени барања за поведување на прекршочна постапка за овој сообраќаен прекршок лани во однос на претходната година. Повеќе од 1800 возачи само лани откриле контролите на полицијата кои немале положено возачки испит. Изминатата 2017 година поднесени се 2805 прекршочни барања во споредба со 2016 година кога се поднесени 2596 вакви прекршочни барања за неположен возачки испит. Ланската година според статистиката на полицијата за 6% се зголемил бројот на поднесени барања за возачи кои управувале нерегистрирани возила. Изминатата 2017 година од секторот за внатрешни работи Штип поднесени се вкупно 2354 прекршочни барања за нерегистрирани возила во споредба со истиот период 2016 година кога поднесени се 2220 вакви прекршочни барања. Возачи без искуство и такви кои не се сигурни во техничката исправност на возилата кои ги управуваат се потенцијални ризик фактори што ја загрозуваат личната и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот.
Законот предвидел глоби, но треба да проработи свеста и одговорноста за последиците кои може да бидат непоправливи. Глобата за управување на возила без положен возачки испит е 300 евра, а за нерегистрирани возила до 30 дена предвидена е казна од 100 евра. За повеќе од 1 месец глобата е 500 евра. Штипјанец на возраст од 31 година извршил 3 кражби и од денеска е со кривична пријава од секторот за внатрешни работи Скопје. Според пријавата, лицето со иницијали ТБ минатата година од почетокот до крајот на октомври оперирал во 3 викенд куќи во селата Горно Сонје и Кучково, откаде заминал со електрични алати, компјутери, мобилни телефони и предмети од покуќнина, со што се стекнал со противправна имотна корист од околу 420.000 денари. Кривична од Светиниколската полиција денеска заработи 44 годишен Проби Штипјанец. Лицето со иницијали ЈА е осомничен за кривично дело напад врз службено лице при вршење на работи на безбедноста. На 3 овој месец во 20 часот и 30 минути во Свети Николе пријавениот упатувал закани кон полициските службеници кои интервенирале на случај, а во еден момент тој нападнал еден од нив, нанесувајќи му телесни повреди. По повод меѓународната недела за борба против глаукомот, во Штип се вршеа бесплатни прегледи на очниот притисок. Очен притисок се мереше на 2 пункта, во здравствениот дом и на медицинскиот факултет. Офталмолозите алармираат за сериозен пристап кон болеста, бидејќи 12% од населението се соочува со очен притисок. Со бесплатни прегледи на очниот притисок, денес во Штип се одбележува меѓународната недела за борба против глаукомот. Лекарите алармираат за сериозен пристап кон болеста, бидејќи 2% од населението се соочува со очен притисок. Само минатиот месец од 1000 прегледани пациенти наочно во Штипската болница, 114 од нив страдаат од глауком. На 35-та до 40-та година веќе да се направат првите мерења на очен притисок. Обично луѓето кога доаѓаат за први наочери за блиску, за гледање на близина, кога почнуваат да чувствуваат дека не гледаат доволно, ги прават првите очни прегледи и тогаш се открива кај голем број од луѓето очен притисок. Во здравствениот дом гужва, пациентите ја поздравија денешната акција. Мајка ми имаше и сега затоа правам чести прегледи да не е некоја наследство. Преку телевизијата рекла дека нема симптоми, треба да не прегледа доктор, па да не каже, а вака не се познавала. Очен притисок денес бесплатно се мереше и на медицинскиот факултет при Штипскиот универзитет. За секој пациент постојат индивидуални вредности. Сепак одредени граници треба да го вклучат црвеното светло. До 21 милиметар живен стол се смета за горна граница од нормален притисок, пак е потенциран во зависност од методата која се користи. Има малку разлика дали ќе користиме безконтактен тонометар, дали ќе користиме контактен тонометар, дали апланационен, но во суштина секој притисок над 20 до 21 милиметар живен стол се смета покачен и таквите граѓани, се уште не ги гледам пациенти, нели граѓани, би требало да констатираат очен лекар доколку на ваквите скрининг мерења им се покаже притисок над 21. Главна цел на третманот е намалување на очниот притисок, што се лекува медикаментозно, но и со хируршки интервенции. Од утре ќе се започне со вакцинирањето на крупниот добиток против болеста јазлеста кожа, соопшти од Агенцијата за храна и ветеринарство. Имунизацијата кај крупниот добиток ќе се спроведува до крајот на мај и е предводена со годишната програма за здравствена заштита на животните од страна на овластените ветеринарни друштва. Со 230.000 дози од вакцината, опфатена ќе биде целата популација говеда во земјава. Болеста јазлеста кожа во земјава засега е ставена под контрола благодарение на претходните вакцинални кампањи и засега нема појава на нови случаи, информираат од агенцијата. Минатата година за вакцинирање на крупниот добиток против болеста јазлеста кожа, Штипската ветеринарна станица доби 7.000 дози вакцини. Болеста јазлеста кожа се појави пролетта 2016 година и од неа заболеа над 500 грла во државата, од кои најмногу во стадата на сточарите во југоисточниот дел од земјава.
И при крајот на овој дневник за проблемите на такси превозниците кои најавуваат нови цени. Дел од барањата за измени на правилникот за превоз на патници ќе го достават до Советот на почетокот на април. Покрај повисоките цени, тие бараат и дополнителни паркинзи, како и конечно да се реши проблемот со нелегалните такси превозници. Таксистите во Штип не отстапуваат од своите барања. Итно ќе бараат измени во правилникот за превоз на патници. Своите предлози ќе ги достават до надлежните на почетокот на април. Прво ќе биде цената сигурно, бројот на возила, паркинг просторот, бидејќи нели имаме нов режим, ќе имаме нов режим на паркирање на двонасочни улици. Значи сега за сега најверојатно до 1 април веќе ќе почнеме во постапка за промена на правилникот за вршење на автотакси превоз. Нема ред во такси сообраќајот, тврдат од Друженијето на таксисти во градот. Велат дека во градот се вози на диво и дека има повеќе возила од што треба. Се ова што се прави сега во назад 3 месеци, значи е цел да се дојде до квалитет. Значи квантитетот го имаме, значи имаме веќе над 300 возила кои функционираат, дел легално, дел на црно. Значи со сите овие полагања, сертификати, промена на правилник, англискиот јазик до сега беше, се тоа за да се добие на квалитет, бидејќи се на секој ќе се сведе, најлошо е возниот парк. Значи моментално возниот парк не е катастрофален. За сега нема ништо од покачувањето на цените на такси и услугите, иако беше најавено за овој месец. Таксистите возат по стари цени, 50 денари старт до 2 километри и 20 денари за секој одминат километар. Вчера на Славјанскиот универзитет во организација на невладиното здружение Цивитас беше отворена изложбата на арапско цртање на Штипјанката Верче Андонова. На изложбата присуствува и деца со посебни потреби од Свети Николе. За само еден месец, ова е втора самостојна изложба на Штипјанката Андонова. Толку во ова издание на вестите. Благодарност за вниманието и имајте убави моменти со нашата програма и со сето она што ви е во план. Довидување. Тотална распродажба во сите салони на Баргала. Чувствувајте се удобно, бидете во тренд и одберете квалитет. Баргала, Штип. Дрводекор Караарман, од идеја до финален производ, врвна технологија и стручен кадар, формула за врвен квалитет, производство и продажба на мебел по најнови модни трендови и мебел од масивно дрво, теписи теписони од домашно и странско производство, дизајнот и комплетното уредување на домот припуштете го на професионалниот тим и врвните мајстори во дрводекор, со вршена равнотежа помеѓу формата, дизајнот, амбиентот и секојдневната практичност. Дрводекор, традиција и квалитет. И после 20 години се уште со вас. Се уште најефтини и најснабдени. Во Штип на 2 локации, центар и во населбата 8 ноември. Маркети Зендолино, дел од животот на многу генерации.
Ресторан Ваго со уникатно и оригинално решение за организирање на свадби и други свечености и во зимските студени денови во софистицираниот чатор на Ваго ресторан. Чувствувајте се пријатно во затоплена и опуштена атмосфера со ултрамодерна расветла, капацитет за прием на 600 гости. Побрзете и резервирајте на 070 322 066. Ресторан Ваго мисли на вас. Flat Iron by Odor.